да се заблагодарам за оваа исклучителна чест што ми беше укажана од Филолошкиот факултет и од моите почитувани професори, бидејќи јас пред некое време по втор пат бранев моја дипломска работа, која што сакав да биде поврзана со она што јас најмногу го работам, а тоа е со македонската чалгија, и бидејќи студирав на Филолошкиот факултет, направив една анализа на текстовите во македонската чалгија, односно состојбата на текстовите во низ историјата и она што денес се случува со чалгиските песни, така што тоа веројатно се беше така доволно провокативно и интересно, што ете ме покани уште еднаш да го повторам ова предавање, но овој пат збогатено со малку повеќе музика, која што најмногу може да ни ја покаже таа промена, и збогатена со присуството на Тимко Чичаковски, мојот драг пријател, кој што е професор по канон, а канонот е, како што знаеме или не е ни важно, сега ќе научиме еден од главните чалгиски инструменти, и така што се залепи во идеален простор, состојба. Значи, денес малку ќе зборувам за филологијата, односно за јазикот, бидејќи тоа е во анализа, и да видиме кои се неговите промени, а подоцна ќе ги видиме и преку песни, преку конкретни примери, компаративно како се променувал јазикот во старите чалгиски песни и во современите. Разликата е очигледна и голема, со тоа што онака како што во историјата се кажувало со еден малку пообичен јазик, поприроден јазик, се кажувале настаните, љубовите и така натаму, во зависност од тоа кои биле темите на песните. За денес во современата чалгија да имаме текстови кои што се онака длабоко интимни и се зборува буквално за личното интимно чувство, со употреба на многу бројни метафори, символи и различни други тропи и стилски фигури. Тоа е македонско нематеријално богатство, кое за среќа ние сега сме и во УНЕСКО, и ЮНЕСКО дури има заштитено еден куп такви нематеријални богатства, и најчесто тоа се, например тоа се одредени говори, меѓутоа, бидејќи самата чалгија во себе, песните чалгиски се со текстови, односно со говори кои што се од различни места во Македонија, тоа значи дека постојат различни дијалекти. Тоа е еден медиум кој што ги зачувува сите дијалекти, и преку неа, всушност и преку чалгиската песна, ние влегуваме во тоа нематеријално богатство. Во истокот, токму овде кај вас во музеот на Штип има еден стар ут. Не знам дали си го видел. И најубавиот пример за канон. И најубавиот пример, така е. Најстариот. И сега, таа чалгија не може да биде иста со битолската, бидејќи во Штип некако акцентирањето на зборовите во јазикот е различен. А тој јазик ќе биде, односно таа песна ќе биде огледало на она што го слушаме како јазик, како говор. Го имаме најстариот примерот на канон кој што го имаме во државата. Единствен начин кој што можеме да ја зачуваме традиционалната музика, зборуваме за инструментите кои што потекнуваат од селото, и овие се конкретно градски чалгиски инструменти. Чалгијата припаѓа во таа група на музика, единствено само ако ги вметнеме во образовниот систем. А ако имаме официјални програми за изучување на самите инструменти. Ние за изучување на традиционалните инструменти уште во 90-тите години ги имаме како инструменти кои што се изучуваат кавал, тамбура, гајда. За жал, се уште ги немаме чалгиските инструменти во образовниот систем. Инаку, она што Добрила го зборуваше во однос на текстовите на песните, моја проблематика е конкретно ги објаснувам скалите во кои што се представени тие традиционални песни или ората кои што ги имаме како инструментални изведби, и тоа е еден стар систем кој што се користи, кој што се викаат како скали во тоа време маками, и
префрлањето од тие маками во новиот систем кој што го имаме, западноевропски систем, односно дурмолски систем кој што се изучува на нашите музички академии во средните училишта. Начинот на кој што тие песни звучеле во минатото и начинот на кој што се префрлени во модерните скали, кој што ние за жал го имаме изгубено тој начин на функционирање. И потеклото му е од времето на Византија. Примерот кој што го имаме ние овдека во Македонија, тоа се фреските во Пробиштип, во црквата во Лесново, кој што потекнува дури од 14 век, и таму е нацртан тој инструмент. И заедно со тапан и заедно со уд ги има тие инструменти. Сега до нас е да можеме да на еден начин да ги заинтересираме и младите да ги изучуваат овие инструменти, затоа што сепак тие припаѓаат во нашата традиција и не би било добро да ги изгубиме навистина. Сето тоа, како што кажав, е највозможно да се зачува на единствено во образовен систем каде што официјално ќе се изучува тоа. Не би било добро да навистина затоа што во голема мера ние имаме како дупка на познавање на овие инструменти. Потребно е само еден човек кој што ќе се појави и на тој начин веќе децата сами ќе се заинтересираат и ќе почнуваат да бараат да го свират тој инструмент.